Во својата книга "Лекување со дишење", Кацуџо Ниши вели: кога сме активни, но внатрешно спокојни, тогаш има проток на енергија. За жал, живееме скаменети, блокирани, полни со внатрешен немир. А внатрешното се покажува надвор. Нашите односи со другите луѓе се блокирани, нашите емоции се скаменети, не можеме да се почувствуваме себе си и поради тоа не ни знаеме точно што сакаме. Сето тоа создава внатрешен немир. Затоа треба да најдеме начин тоа да го разрешиме. Но ние најчесто не сакаме ниту да размислуваме за тоа. Но ако не најдеме начин да ги погледнеме своите мисли и емоции, тогаш телото тоа ќе ни го покаже. Ќе почнат да се јавуваат проблеми. На почеток, во наводници кажано, поедноставни. Почнува да не боли половината, се јавуваат болки во грбот, во вратот, главоболки, почнуваме да се повредуваме или паѓаме, па се јавува несоница, проблеми со системот за варење, се покачува крвниот притисок, па и посериозни заболувања. Телото не потсетува дека нешто треба да преземеме за да ја спасиме својата душа. И ке не потсетува се додека не се освестиме. И конечно не се запрашаме, што не е во ред со мене? И не сватиме дека болката во грбот не е само последица на неправилното држење на телото, туку тука стои и некој неразрешен емоционален проблем. Духовен квалитет е да живееме во состојба на внатрешен мир. Тоа значи дека се познаваме себе си, но и дека ги познаваме правилата на живеење. И не само што интелектуално тоа го разбираме, туку и го живееме. Тоа е мудрост. Состојба на внатрешен мир не значи пасивност и тапост, не значи дистанцирање од чувствата, ниту пак бегство во некој нереален свет. Туку е мудрост на живеење. Колку ќе бидеме активни зависи од нашата природа. Некому му се потребни повеќе активности во секојдневието, на друг помалку. Но битно е низ тие активности да поминуваме во состојба на свесност, спокојни и присутни во она што го правиме. А кога сме спокојни и присутни во она што го правиме, тогаш нештата ги искусуваме уште подлабоко и во смисла на квалитет поубаво го живееме она што ни се случува. Кога действуваме од состојба на внатрешен мир, работите ги правиме лесно, поквалитетно и не трошиме енергија. Напротив, внатрешниот мир е извор на внатрешна енергија. Еве, што може да направите за да си помогнете да бидете активни, но внатрешно спокојни? Бидете што почесто во природа. А кога сте во природа, бидете присутни таму. Помалку разговарајте меѓу себе, уште помалку разговарајте со себе
И наместо тоа наблюдувајте, чувствувајте ја убавината на природата. Тоа ќе ве смири и ќе ви даде енергија. Друго што може да направите, да го следите концентрирано своето дишење и да се отпуштате. Најдете си време и положба во кое што ви е удобно и почнете да го следите своето дишење. Немојте да се напрегате. Дишете длабоко толку колку што ви е пријатно. За да се отпуштите повеќе, ако сакате, пуштете си музика што ве релаксира. Ако изгубите концентрацијата, едноставно, повторно вратете се на дишењето. На почеток ќе ви биде тешко, но ако редовно тоа го практикувате, со тек на време ќе научите како да се релаксирате и подлабоко да влезете во состојба на внатрешен мир. И исто така, понатаму ќе забележите дека не се возбудувате во животни ситуации во кои што порано многу ве вознемирувале. Уметност на живење е да бидете активни, но внатрешно спокојни.